Знаете дека покрај утринските теми на кои што се фокусираме, сакаме да најавиме нешто кое што е квалитетно и за кое што вреди да го посветите своето време, особено ако сте љубители на театарските представи, на она кое што и носи моќна порака, но и време кое навистина може да го поминете со вашите пријатели и со актерите кои тоа го доловуваат на еден вистински начин, а тоа е самата содржина на представата. Ние зборуваме токму за една таква представа која што ќе има својата премиера на 15 октомври. Молкот на Марија Магдалена, представа која што говори за или ја истражува темата за трговија со луѓе и женската тишина во општеството. Јас ќе дадам само овој краток вовед да се разбира малку подетално, ќе позборуваме во студиото со една од актерките во представата, а тоа е Мина Јелушич Јеремич. Мина, добро утро и добре ни дојде во утринска на Телма. Ви благодарам, добро ме најдов. Ви благодарам за поканата. Да, Ивана спомена една од актерките, ова е една женска екипа која што чина ми режисерското и авторското дело се на жени. Женска екипа. Така што навистина е женска екипа која што ќе се покаже и докаже баш на 15 октомври. Премиерата веќе е распродадена, што веројатно само говори за добриот интерес на публиката и веројатно добриот квалитет кој што вие како досегашни театарски уметници или генерално уметници сте го оставиле кај публиката. Што претпоставам дека ќе има после тоа и уште некоја изvedба за која што ќе зборуваме и ќе ни ја најавиш, но ајде Ивана начелно ги напомена темите што оваа женска екипа работеше изминатиот период, што ќе имаат можност сите оние кои што ќе сакаат да дојдат и да ја погледнат оваа представа, да погледнат, впрочем да уживаат во што. Да, Молкот на Марија Магдалена е склоп на 5 жени, ние 3 актерки, режисерката Драгана Гунин и Изабела Екимова, која всушност е автор на представата. Изабела долго време има истражувано и на некој начин работано на таа тема, да може да стигне поблиску, за да може нели сепак да напише еден драмски текст поврзан со темата трговија на луѓе. Таа работи на овој текст уште од почетоците на незината магистарска студија во Нови Сад и еден текст кој бил во незината фиока едно долго време додека има работено на другите проекти од Театар за тебе. И многу сум среќна што сега се случи една екипа да можеме да ја работиме оваа тема и нели сите ние заедно дополнително да истражуваме и да видиме до каде можеме да стигнеме. Извини, кој беше иницијатор за еве после толку долг приемски период да излезе овој текст од фиоката на Изабела? Изабела самата беше иницијатор, мислам дека и самата почувствува дека е време. А и после сите работи кои ни се случуваат во општеството, мислам дека навистина во прав момент работиме на ваква тема, бидејќи темата е трговија за луѓе, но и сепак таа некоја омраза кон жената која се гаи во последно време, насилството врз жената и исто така таа солидарност една спрема друга која ние ја имаме, но никогаш ја немаме нели во одредени моменти. Да можеме да ја прикажеме на сцената и затоа и сметам дека и публиката веднаш откако ја објавивме представата го препозна тоа и веќе бевме распродадени само последна недела, што е многу убаво и многу ни значи на нас, бидејќи сепак работиме на зависна сцена. Така е, тоа и ќе се надоврзев со оглед на тоа што веќе е распродадена представата, тоа значи дека навистина има интерес кај нашата, кај македонската публика која што сака да погледне еден ваков тип на представи. Изабела ќе ја поздравиме во моментов, иако првично беше планирано Изабела да дојде во нашето студио, но ете, во период каде што се повеќе имаме, да речеме, ризик за настинки, тоа може да се случи, па ете, Изабела беше невозможна да дојде, но затоа дојде ти Мина. И за Изабела ќе споменеме, со оглед на она кое што го спомена за самата иницијатива и идеја и зошто ваква содржина за самата представа, но и за таа актерска екипа од 3 дами или 3 актерки кои веројатно ќе го долуват на сцена она кое што во својата глава, да речеме, го има замислено Изабела или преку текстот кој што го има создадено. Ако зборуваме за пробите, за она кое што треба да се внесе во самата улога и пораката која што треба да се принесе, ќе ни интересира еден актерски впечаток или лично твојот впечаток за тоа како ја доживуваш оваа представа, а при тоа колку е комплексно тоа да се изреализира, да речеме, да се одглуми и да се долови на еден вистински начин. Пред се мислам дека голема предност за нас сите 3 актерки тоа што ја познаваме Изабела, имаме работено со нејза
и сепак кога работиш со човек кој сам го пишувал текстот, малку е пипливо, бидејќи нели не знаеш дали ќе го реализираш тоа што го има замислено, како и режисерскиот концепт на Драгана Гунин. Но баш таа близина која имаме и која ја гајме, бидејќи имаме работени на други проекти заедно во Театар за тебе, ни донесе една друга магија баш во овој процес, бидејќи уште од првиот ден некако се најдовме на исто и знаевме кон што целиме. И од актерска страна, ако можам да коментирам, ми беше многу лесно, бидејќи го знам интензитетот на Изабела и знам што точно сака да каже во тоа што го има напишано и многу беше полесно да се работи на тој начин со неа. А и сите тие анализи на текст ги правевме со човекот што го има напишано текстот, така да мислам дека тоа многу ни помогна, да. Мина, кога е следната изведба, бидејќи оваа на 15 е веќе распродадена, само да напоменеме дека играте во културно-информативниот центар Салон 1919, тамо ќе бидат претпоставувам и следните изведби. Кога е Уште не сме сигурни за следната изведба кој датум ќе биде, ама верувам дека ќе биде до крајот на месецот. Мрежи, Театар за тебе. И сега кога веќе зборуваме за тој театар, за таа независна алтернативна сцена, и Изабела некако е синоним за децата и најчесто да речам представите кои што сте ги продуцирале се детски представи, но ова е една поинаква, ова е младинска, мислам за возрастни или младинска сцена, како се вели. Ке имате ли во иднина ваков тип на проекти и што е со оние детските по кои што веќе сте препознатливи? Да, Театар за тебе почнува со театарски представи за деца и анимации за деца, но веќе почнува да развива својата младинска сцена. Сето тоа почнува со дуодрамата Те чекам, каде играат Гоце Андонов и Ангела Левкова од мојата класа, да си ја спомнам. Тоа е прва представа младинска на Театар за тебе, Изабела ја режира. И втората е Молкот на Марија Магдалена и се надевам дека ќе продолжиме да поставуваме и повеќе представи за младинската публика, бидејќи очигледно е дека има заинтересираност, но тоа не значи дека ќе избегаме од тоа што веќе го правиме, а тоа се детските представи и навистина не препознаваат. Не можете избегате од децата, да, и тие ве барат и очекуваат. А и се најголемата љубов, мислам дека на сите од Театар за тебе. Така е, да, и актерите од Театар за тебе се доста препознатливи за детската публика и добро е кога тоа може да се работи синхронизирано, да се донесе на сцена она кое што е добре дојдено и потребно за младинската или за возрастната публика, истовремено да се задржи детскиот дух кога зборуваме за театарските детски представи. Ако речеме дека кај нас, еве ти неодамна дипломираше на факултетот за драмска уметност, според она што ни го сподели, но твојот талент веројатно ти дозволува да си повеќе го градиш искуството на театарската сцена и кога зборуваме за театарската сцена во Македонија, тогаш ќе речеме дека не само Театар за тебе, туку и голем број театри се соочували и во минатото со голем број предизвици и Изабела во минати наши изданија ни зборувала токму за тоа. Прашањето ми е во контекст на колку ке младите актери кои што се гледаат себе си такви во иднина и ја сакаат својата успешност, сметаат дека има услови во нашата земја, со оглед на тоа што ако зборуваме за еден независен театар како што е Театар за тебе, треба навистина еден голем труд и пред се желба кон театарот и кон глумата, за да може да опстои тоа, односно да нели и понатаму се продолжи во таа работа. Како ти гледаш на тоа? Независната сцена во Македонија ми е многу драго што почна да живее и за тоа се најголем доказ баш тие распродадени представи, не само детски, туку и младински, има и други независни театри, Злата Нелац например. Драго ми што има заинтересираност, но многу е тешко бидејќи нели не земаме плата. Сето тоа е организирано од нас, нашето слободно време, многу мои колеги работат и друга работа од 8 до 4, па потоа правиме проби. Така да не можам да кажам дека е лесно, многу е тешко и бара многу труд, ама претпоставувам дека и во секоја работа кога си млад и почетокот е ем тежок, ем треба многу труд и вложување. Изабела е сепак еден пример на млад човек кој својата замисла ја има реализирано и има повлечено многу луѓе покрај себе, колеги од факултет, луѓе кои се креативни, дали работат графички дизајн, дали работат цртање, заедно во таа незина, нели, во тој незин независен театар за тебе и може да биде добар пример за многу луѓе кои имаат некоја идеја и сакаат да ја реализираат.
И многу е битно бидејќи функционира и луѓето го бараат. И навистина можам да кажам дека баш од тие детски представи многу пати сме биле препознаени, што ми е многу драго. А како млад човек, како млад актер, нели секогаш сите имаме проблеми со тие мисли дали ќе се вработиме во државен театар. Верувам дека е многу полесно кога си вработен во државен театар, ама и нешто магично и убаво има кога сам си ја носиш сценографијата и си ги местиш костимите пред представа. Да, Убаво кажа. Многу убаво и тоа е само потврда дека навистина алтернативната сцена кај нас некако е во подем, можеби баш од таа причина што не можат актерите да се вработат во државни институции, па тој порив кој што го имаат во себе и креативност мора некаде да излезе на виделина. Ја спомена колешката од твојата класа, можеме да споменеме и целата класа, заради тоа што велиш дека како тим на некој начин играте дури во Белград представа. Зашто станува збор, Мина? Јас и мојата класа дипломиравме во јуни и потоа имавме прекрасна прилика да бидеме дел од Ексиу фестивалот во КПГТ театарот. Јубиша Ристич постави македонски текст Печалбари. Многу убаво искуство, каде што цела моја класа доби шанса да игра во друг театар, надвор од нашата земја и пред се многу убава прилика, бидејќи потоа почнавме да играме. Тоа е, алтернативен театар или државна сцена во под градот, театар градска. Да, градска. И убава прилика, бидејќи добивме прилики после тоа да играме во други представи таму, да играме на српски, не знам, на руски, беше многу интересно и многу ми е драго што сега тие представи ни стојат на репертоарот, некои од моите колеги дури и останаа таму да играат, така да има работа се случува. Па сега за сега имам проекти тука и би сакала малку да се посветам на кариерата овде, бидејќи нели на македонски секогаш најубаво ќе чувствувам, изборувам и играм, ама представите таму ми стојат и одам да ги играм на репертоар. Да, младоста, веројатно и жилбата да се покаже и љубовта кон театарот ги отвара вратите, како велиме, не само кај нас, туку и надвор од нашите граници, конкретно еве кога зборуваме и во Србија, но и кога ќе те избере некој сосема случајно и ќе смета дека треба да одиграш улога во една серија која што е во турска продукција. Знаеме турските продукции колку се не само многубројни, но и колку всушност се вложуваат и за каква машинерија станува збор. Тогаш веројатно е доволна сатисфакција за една млада актерка како тебе. Како вовет за она кој што ќе ни го кажеш во продолжение, тоа е твојата улога во турска серија, која што ќе се емитува засега само на турска платформа токму таму во Турција. Да, тоа е серијата Бени Мадам Айламас. Што значи во превод на македонски? Моето име е Айламас. Добро. Аз сум учила малце турски. Тоа е турска серија која се снима во Македонија. Приказната е баш за едно турско село во Македонија. Од македонската екипа сме јас, Сигур Ангелов и Филис Ахмет. Се уште сум под импресија од самото снимање и од тоа како функционира една турска продукција, бидејќи до сега не сум била очи во очи со таква организација, морам да го признам тоа. Многу случајно и многу изненадувачки за мене беше воопшто да бидам дел од таков проект. На режисер на проектот е Мустафа Котан, кој е еден од најголемите режисерски имиња во Турција. Сема Али Ерол е сценарист, тоа е турчинка која всушност има живеено во Македонија, има студирано исто така на факултетот за драмски уметности и добро ја познава нашата култура за да може воопшто нели да пишува за едно турско село во Македонија. Улогата играм македонка, што ми е малку леснителна околност, бидејќи има многу реплики на македонски јазик. Но самиот проект како проект, мислам дека е доста значаен и за нашата култура да се снимат и природните убавини на Македонија. Во кое село или во кој предел од Македонија снимавте? Се снимаше во Гевгелија, Струмица, Валандова, во Скопје снимавме исто така кога почна снимањето. И сите локации се многу убави, навистина сметам дека убаво ќе се представи нашата држава и нашата земја, да. Имаш информација кога ќе биде завршено се и снимањето во Скопје, затоа што велиш можеби твојот дел завршено, се уште се снимаат сцени? Да, до 15 октомври ќе се снима во Скопје, а потоа се очекува
премиера најверојатно во февруари или март, ама тоа ќе биде на турската платформа Табе. Турските серии се многу долги. Оваа колку Не не од тие? Со 200 епизоди? Не од тие. Да, спомена дека навистина за прв пат делот на ваква организација, веројатно како предпоставувам, при соработка како во некоја друга димензија, за на нешто, од нешто што сме навикнати. Различно си да бидам искрена, Ние ама... тука и мене ме интересира како е тоа поразлично, што имаат во склоп на организацијата, каков е пристапот кога се снимаат вакви серии, што е тоа кое што го добиваат турските актери, а за жал не и нашите. Па не мислам дека ние нешто специјално не добиваме, но на турски сет се знае дека акторот е најбитен од сите и не знам, некако се врти Третманот околу кој што го него, добивате, третманот е поразличен. одличен. А и сепак, не знам, имаш асистенти буквално за се, секогаш имаш со некој да повториш текст. Самата атмосфера на сетот е многу сконцентрирана на ти како актер и како се чувствуваш тој ден за сет, или не знам, ако имаш снимање денес, ќе те земат уште пред 2 дена за да одмориш да можеш да ја снимиш сцената. Некој таков третман. Професионализам на највисоко Да, ниво. на највисоко Ајде ниво. да сега направиме една споредба, бидејќи ни откри дека играш и во филмот со наслов 17. Да. Тоа е македонски филм. Па Иве, како беше на снимањето на тој филм? И па морам Во да споредба признам, со оваа турска серија? па ако споредувам со 17, можам да кажам дека 17 исто така имаше прекрасна организација и снимање. Не можам тоа да Тоа е го кажам целосно за македонска сите продукција? проекти македонски што ги имам работено, но за 17 можам да го кажам тоа. Да, има копродуценти од Словенија. И па тоа е влијанието веројатно. Па општо мислам дека и продукцијата на 17 беше многу добра и доста време работеа на организацијата на тој филм, така да може да парираат. Да. Инаку убаво е да споменеме дека беше прикажан на Сараевскиот филмски фестивал. Така И некако убаво е што македонската филмска продукција последниве години е така некако Да, во ек. поготово оваа година мислам дека Да. македонскиот филм направи многу голем успех. Нели и Диџеј Ахмет и Да, навистина. на Тамара Кутавска документарецот. Тој ми беше муабетот дека постојат и вакви можеби не толку познати во медиумите филмови, како е во 17, за кои што македонската јавност можеби помалку слушнала, а сепак се филмови кои што Македонија представуваат на филмски елитни фестивали. Апсолутно, низ 17 уште нема доживеано премиера, беше дел од Cinelink програмата, каде што победи зема некоја парична награда за доградување на филмот. Така да сметам дека и кога ќе искочи 17 исто така, сега не можам да тврдам, го немам гледано, но очекувам да има исто така некој успех. Ама целата ситуација во Македонија моментално што се случува, како и браќа Манаки, оваа година мислам дека беше организацијата баш на повисоко ниво, добично. Беше дел од Беше во Битола, погледна на нешто? Баш бев на премиерата на Диџеј Ахмет, супер си поменав, воодушевена сум од филмот. Документарецот исто така на Тамара кој доживеа невиден успех. И сметам дека сега треба само да се задржи ова ниво и само се повеќе да се работи и да биде уште поплодно, бидејќи очигледно е дека македонскиот филм има што да понуди на целиот свет, не само на нас во Македонија. Така е баш. Да. Нас не е многу мило кога гледаме вака млади и успешни луѓе од било која област, особено и од актерството, кои што се ја сакаат работат и буквално со тој жар во очите, ентузијазам и страст кон својата работа и професија изборуваат и работат и ти посакуваме навистина голем успех. Со оглед на тоа што ете рековме, веројатно ќе гледаме и ќе имаме посветла иднина од кога зборуваме за македонскиот филм, македонската продукција и театарските представи на општо задоволство на македонската публика. А кон крајот на нашиот разговор ќе те прашаме, бидејќи пред тебе е веројатно актерската кариера, што е она кое што го имаш како желба или нешто кое што ти е зацртано како твоја визија, каде би сакала да се видиш, да се појавиш, нешто што би го доживеала како врв во кариерата ти во следниот период? Искрено, немам некои желби и никогаш не си давам некои цели за достигнување, нели не сакам да се разочарувам, бидејќи сепак нашето балканско тло е такво и цело време се сочуваме со различни предизвици. Може да биде... Да, мојата најголема желба и тоа секогаш го велам, ми е кога ќе имам 60 или 70 години се уште да играм во театар. Тоа ми е најголемата желба и најголемата цел, бидејќи знам дека само така ќе бидам јас во себе си среќна. А се друго мислам дека полека некако
дали Господ или универзумот или кој во што верува, сами си се местат коцките и се си доаѓа едно по друго. Да, само силна верба и многу љубов Да, и многу за љубов. работата и ништо не е невозможно. Ти благодариме Мина на вистина и за времето. Вчера кога се договаравме беше цел ден на проба и сепак и покрај тоа во овие утрински минути дојде во утринска на Телма. Ќе ја поздравиме Изабела, се разбери останатата актерска екипа. На 15 јуни кои што успеале побрзо да си набават билет, ќе си уживаат во представата. За сите останати дополнителни информации ќе следат за Молкот на Марија Магдалина, премиера која што ќе биде на 15 октомври.